Добар ден, добре дојдовте во вестите на Канал 8. Лековитите бањи незаконски ги пумпале сметките на пациентите. Оние што биле на бања на товар на државата да се ги проверат документите и сметките што ги платиле. Доколку платиле за надстандардни услуги или за услови за сместување, а не ги добиле, да појдат до бањата за да им ги врати парите, апелираат од Фондот за здравствено осигурување. Незаконска наплата на услуги во лековити бањи, утврдил Фондот за здравствено осигурување. На корисниците им наплаќале дополнително за користење термоминерална вода, како и за други услуги кои не ги користеле пациентите. Само во текот на ланската година бањите измамиле 2000 осигуреници, а со тоа се оштетени за 11 милиони денари. Во Катлановска бања, на сите 1366 осигуреници им биле наплатени дополнителни 200 денари на ден за користење термоминерална вода. Значи, осигуреникот, наместо да плати 4200 денари за целокупниот престој за 21 ден за партиципација, му наплатувале 11500 денари. Слична сума на пари наплатувале и Дебарски бањи и бањата Цар Самуил Банско. Од извршените контроли констатирано е дека бањите им земале повеќе пари на осигурениците, со изговор дека им пружале надстандард, дека им давале надстандардни услови, дека за користење концесија на вода и така натаму. Во некои бањи им земале по 10.000, по 15.000, по 12.000 нешто месечно, има евиденција за секој посебно. Фондот во април годинава извршил контрола на постапката за остварување на правото на специјализирана медицинска рехабилитација, како продолжено болничко лекување во 4 бањи со кои има склучено договор. Дошле до фрапантни неправилности во 3 од 4 бањи, односно злоупотреба на средствата на осигурениците во делот на наплата на дополнителни средства за користење вода и надстандардни услови на сместување. Фондот ги задолжува бањите да им ги вратат парите на пациентите во рок од 3 месеци. Лицата на кои им е земено наплатено повеќе за продолжено банско лекување треба да се јават во бањата каде што биле да им бидат вратени парите. Ако тие одбијат да го сторат тоа, да поднесат представка до Фондот за здравствено осигурување на Македонија, централата во Скопје, а ние ќе ги задолжиме бањите. Значи, со целокупната документација, но и ако ја изгубиле, ако немаат документи, да поднесат барање, да побараат, бидејќи бањите се должни да ги чуваат документите, предвидени одреден период, предвиден со закон. И треба да им ги вратат повеќе земените пари. Фондот ќе направи уште една контрола за да провери и да се осигура дека секој осигуреник си ги добил парите. Бањите ќе трпат сериозни последици во согласност со договор со Фондот. Контролата почнала откако добиле 2 поплаќи од осигуреници за една бања и врз основа на таа неправилност даден е налог на финансии да направат контрола во работењето на сите бањи. Фондот за здравство во Кочани засега ја нема констатирано бројката на оштетени осигуреници во регионот што го покрива. Наставски додава дека сите потребни информации осигурениците можат да ги добијат на бесплатната инфолинија во Фондот 0833 222 или на info@fzo.org.mk. 1711 граѓани од Кочани и соседните општини не поднеле документи за добивање електронска здравствена картичка. Апел од Фондот за здравство во Кочани тоа да го сторат во најкус можен рок, затоа што наскоро здравствените услуги ќе може да се остварат единствено со електронска картичка. Сите граѓани кои не поднеле документи во најкус можен рок да ги пополнат образците за издавање електронски здравствени картички, апелираат од Фондот за здравство подрачна единица Кочани. Сите осигуреници кои не поднеле барање за електронска здравствена картичка, тоа да го сторат во што е можен пократок рок, затоа што наскоро единствено само со електронска здравствена картичка ќе може да се остварат здравствените услуги. На територијата на подрачна служба Кочани некаде околу 1711 лица не поднеле барање за електронска здравствена картичка.
Целта на издавање на електронските здравствени картички е да го олесни функционирањето на здравството во интереси на пациентите и на лекарите, а државата да може да прави здравствена статистика. Сите оние кои немаат поднесена апликација за добивање електронска здравствена картичка не добиваат сини картони, а доколку имаат потреба од нив, мора да дојдат на шалтерите на фондот да си ги подигнат лично, но при тоа имаат обврска да ја поднесат апликацијата за електронската здравствена картичка, додаде Настевски. Матурантите од Средното општинско училиште Гошовиќ Антиев ја прославија матурската. Организирано влегуваа во училиштето, каде го одржаа последниот класен час. Пред заминување на прослава продефилираа на летната сцена. Матурата се славеше и со трубачи. Матурантите го славеа завршувањето на средното образование. Матурата е посебно доживување за секој адолесцент, а како круна на средношколското образование се случува матурската прослава. Пред најлудата средношколска ноќ се прават илјадници планови, се оди во странство, се купува, се прават фризури. Јас се викам Владко Постолов. 4 години во Гошовиќ Антиев поминаа многу убаво, брзо. Имаше и многу добри работи, па и многу лоши, да кажам. Многу убаво. Добро, кажи ми што заврши? Телекомуникации. Да. А што понатаму, дали ќе завршиш на факултет? Па да, планирам нешто. Не сум многу размислил на темата, а планирам нешто да се заврши. Што очекуваш од оваа вечер и како се подготвуваше за вечер? Па очекувам многу добра забава, да се забавуваме сите класови, со нашите професори. Спремањето ми беше една недела. Катерина Јанева. Добро. Што заврши, кој клас? Телекомуникации, 4 еден. Добро, како поминаа 4 години во Гошовиќ? 4 години во Гошовиќ Антиев поминаа многу брзо и многу убаво, сложно. Велков Кристијан. Добро, што заврши, кој си? Електротехничар, енергетичар. Со 4 години. Со 4, да. Како помина овие 4 години во Гошовиќ? Па супер поминаа, професорите беа доста коректни и доста фер спрема учениците. Па и понатаму планираме да се запишеме на факултет. На што ќе се запишеш? Па планираме, ќе видиме. Во Штип ќе биде. Добро. Кажи ми што представува ова вечер за тебе, матурската вечер? Ова вечер представува прекрасна вечер за сите славеници на матура. И треба да си поминеме убаво, без никакви проблеми. Супер. Јас сум Силвана Стемилова, 4 клас, завршив компјутерски техничар за автоматика. Овие 4 години завршија незаборавно, имаме многу добри спомени, се ќе биде многу тешка оваа разделба. Кажи ми што понатаму? Па планирам пак на информатика, па ќе видиме дали Штип, дали Скопје. Строги ли беа професорите? Не, секој на свој начин. Добро, кажи ми како се подготвуваше за матурската вечер, што за тебе представува оваа вечер, околу фустаното, околу креацијата, дали е твоја идеја? Па вака, за мојот изглед се подготвував некаде околу месец и пол. Вака сакав да изгледам и сето тоа што го најдов одговараш. Јас сум Христина Милцова. Што заврши во Гошовиќ Антиев? Завршив електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Добро, како се задоволна од 4 години, како поминаа? Супер, се беше прекрасно, забавно, дружба со професори, ученици и така. Ќе продолжиш понатаму на факултет? Да. На кој факултет одлучи? Се уште немам одлучено што точно, мислам дека во Штип ќе дам на Гоце Делчев. Класните раководители задоволни од учениците со надеж дека повеќето од нив ќе бидат успешни граѓани со кои ќе се гордеат. Јас го водев класот 4 Е1. Учениците, денешните матуранти, можеме да кажеме дека беа супер клас. Со оценки имавме од секаков тип, од двојки па до петки. Значи, шаренило од оценки, шаренило од бои, млади перспективни ученици кои што се надевам ќе прераснат во идни инженери, доктори, бизнисмени и така натаму. Па генерацијата дечките се добри, беа послушни, добро учеа, нема никој да повторува, тоа е доброто. И имаме освоено второ место на републично такмичење, тоа е Никола Николов, овој ни е кандидатот кој освои второ место. И сега чекаме на една убава веселба горе, заедно сите да прославиме
како што треба. Матурантите од Средното општинско училиште Гошо Викентиев, организирано со своите класни раководители, влегуваа во училиштето, каде претходно секој се фотографираше за спомен. Откако го одржаа последниот класен час, во дворот на училиштето се провеселија со трубачи. Понатаму организирано со автобуси се упатија во паркот и продефилираа на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри. Таму ги чекаше толпа народ кој излегол да ги види овогодишните матуранти. Откако заврши дефилето, се упатија на славење на мотелот Градче. Матурантите ги поздрави директорот на училиштето. Најпрво би сакал во моје лично име и во името на училиштето да ви го честитам на сите матурирањето. Поминавме со вас 4 добри години и на крајот е време да се уште малку разделиме. Нема многу да должам, значи овој момент е поврзан и со вашето созревање. Групата Бекри ги забавуваше матурантите до раните утрински часови. Нова пратка со флаширана вода за настраданите подрачја од поплавите во Србија и Босна замина од нашиот регион. Ја обезбеди бизнис секторот и локалната самоуправа на Виница, а оттаму ветуваат и помош во облека, храна и пари. Шлепер со флаширана вода за поплавените региони во соседните држави испратија и виничани. Локалната самоуправа на општина Виница со поддршка на бизнис секторот обезбеди поголема пратка што се товараше во компанијата Центрофрута. Таа заедно со пакетите облека ќе им биде донирана на граѓаните од настраданите подрачја. Според градоначалникот Дончев, скоро сите компании се јавиле по повикот да се вклучат во донирањето и за само еден ден било обезбедена поголема количина вода за пиење, а се најавува и друг вид помош. Денес од Виница испраќаме еден камион со 25.000 литри вода. Вчера замина еден камион со облека, а утре и наредните денови ќе пробаме да обезбедиме и храна и парична помош заедно со Црвениот крст од општина Виница. Од Општинската организација на Црвениот крст Виница уште во неделата започнале со собирање и испраќање помош во храна, пред се од производната програма на компанијата Мак Прогрес. Најверојатно и облеката и обувките ќе бидат потребни за настраданите региони, меѓутоа во овој момент да обрнеме повеќе внимание на исхраната, вода за пиење, средства за хигиена, средства за прочистување на водата и други кои се во моментот по-необходни. Акцијата тече перманентно, граѓанството постојано донира во просториите на Црвениот крст, сето тоа се препраќа до складиштата и оди до тоа акцијата ќе трае до 31. Доколку има потреби ќе ги користиме и средства за информирање, да апелираме за позголемено и поквалитетно информиране на граѓани како би могле да одговориме на задачата која е поставена. Цоневски се заблагодари за големиот одзив што го покажале виничани да им помогнат на настраданите жители во поплавите во Србија и Босна. Според него, најверојатно и по повлекувањето на водата од населените места, неопходна ќе биде дополнителна помош, поради што ги повика своите сограѓани да продолжат со донирањето. Промотивниот автобус на Европската Унија во рамки на кампањата Европска Унија одблизу престојуваше во Истибања. Пред жителите беше представена идејата за обединувањето, процесот на пристапување во европското семејство, како и користењето на парите од европските фондови и програмите за финансиска помош. Жителите на Истибања ги пречекаа представниците од делегацијата на Европската Унија во Македонија, кои дојдоа кај нив во рамки на кампањата ЕУ одблизу. Промотивниот син автобус, накитен со знамиња и символи на земите членки на Унијата, сред село ги собра истибањци од сите возрастни категории. Пред нив беше представена идејата за обединувањето и процесот за пристап кон европското семејство, како и можностите за искористување на пари од европските фондови и од програмите за финансиска помош.
Ние во изминатите 3 години посетуваме рурални средини и го одбравме ова село, бидејќи тука селото беше типично село ние кое што сакаме да посетиме со население кое што нас ни е потребно, на позиција на која што се наоѓа и беше вистинско место за да биде дел од нашата посета. И на тој начин ние се среќаваме со народот, со обичните луѓе, со децата, со градоначалникот и тоа е нашата цел. Со нас, односно во овие патувања патуваат студенти по новинарство, ученици од различни училишта, исто така представници од Европското движење и представници од ИПАРТ. За нас е битно да се сретнеме со луѓето, да видиме што нив ги загрижува, со какви проблеми тие се среќаваат. Пред младите во подрачното основно училиште Гоце Делчев беше представена идејата за заедништво и солидарност, а потоа преку игра и цртеж тие имаа можност да ги пренесат своите пораки за мир и дружење. Училиштето е едно од поактивните во регионот во искористувањето на европската финансиска поддршка пред се за унапредување на условите за наставниот процес. Веќе имаме искористено дел од средствата од Европската унија со изградба на лифт и пристапна рампа и обуки за деца со посебни потреби. Се надеваме дека понатаму исто така со вредна работа и со поддршка од општина Виница ќе успееме да искористиме други пари од Европската унија за да ги подобриме условите за работа во нашето училиште. Фондовите од Европската унија би сакале направо да ги искористиме за поставување на парно грејење во училиштето еве овде во подрачното училиште во село Истибања, бидејќи сметаме дека има доволен број на ученици и тие заслужуваат како сите ученици да работат и да учат во едни солидни услови за работа. Значи парното грејење не е приоритет во ово училиште. Истибања беше дел од десетината рурални населби во Македонија во кои се реализира кампањата ЕУ одблизу. За вчетврток се најавува дека автобусот ќе престојува во Зрновци, а кампањата завршува в петок со посетата на општината Старо Нагоричани. Одржано 40-тото издание на детскиот поетски фестивал Мајски цвет. Годинава за најдобрите беа доделени парични награди, а гран-прито го освои ученичката Розета Петрова за поетската творба Спомени од детството. Квалитетни творби пристигнаа на детскиот поетски фестивал Мајски цвет. Жирито во состав Киро Герасимов, председател на комисијата, и Ленче Стоименова и Катерина Данилова, членови, ги одбра најдобрите творби кои беа прочитани во официјалниот дел на фестивалот во салата на мултикултурниот центар. Од библиотеката Искра сметаат дека овогодишното е најдобро издание на фестивалот досега. Денес се одржа најубавиот фестивал Мајски цвет 2014 година, кој традиционално се одржува во нашиот град. Меѓутоа, денес е посебен фестивал затоа што е јубилеен, 40-ти поред. Така што радува фактот што интересот за учество на овој фестивал е се поголем. Оваа година како учесници се пријавија 43 од повеќе градови во Републиката и исто така членови на литературни клубови кои работат во состав на библиотеки широм нашата држава. Годинава за прв пат во нашата организација се појави можност да доделиме и парична награда на освоеното прво место, 2 втори места и 3 трети места. Наградата за фестивалот Мајски цвет е наречена Димитар Гогов, по нашиот сограѓанин Димитар Гогов, кој е член на Друштвото на писатели во Македонија и основоположник на литературниот клуб Копнеш. Неа ја доби ученичката Розета Петрова од 8-3 одделение при основното училиште Никола Карев во Кочани и посакуваме и понатаму успешно творење и освојување на уште многу прави места. Јас сум Розета Петрова од основното училиште Никола Карев Кочани. Ја добив првата награда под менторство на наставничката Липка Стоименова со песната се насловена Спомени од детството. Каде е инспирацијата за ваков наслов и за ваква песна? Сето оно што ни недостасува, што сме го правеле во претходните години и инспирацијата е тоа. Дали ова е прва награда на овој фестивал? Не, имаме и други добивани награди на овој фестивал. Јас сум Отилија Арсенова, учесничка, доаѓам од основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци, под менторство на наставничка Билјана Гаврилова Ѓоргиева и ја освои втората награда. Песната Радост на дланките, инспирација она
да покажам на сите учесници за Мајски цвет 2014 година, да разбуди многу чувства кај сите читатели и да ги направи среќни и да се обидат и тие да го направат истото. Второнаградена беше и творбата Соништа на Емилија Тасева, осмооделенка во основното училиште Страшо Пинџур Соколарци, а третонаградени беа творбите Едно цело на Савица Тракањанова, осмооделенка во Никола Карев, Песна за Рацин на Василка Ангелова, ученичка во осмооделение во основното училиште Гоце Делчев Виница, како и поетската творба Те барам од Јана Милевска, исто така осмооделенка, членка на литературниот клуб Процвет од Провиштип. Од библиотеката Искра упатија благодарност до бизнисменот Огнан Јовиќ за обезбедениот солиден паричен награден фонд за најдобрите творби на детскиот поетски фестивал Мајски цвет. Викендов во Кочани ќе се одржи дводневен фестивал на европскиот филм. Пред публиката ќе бидат прикажани неколку филмови од соседните балкански земји, а планирана е и филмска работилница за почетници. На 24 и 25 мај Кочани ќе биде дел од фестивалот на европски филм, што носи символичен назив Фестивал на тркала. Во рамки на дводневната програма ќе бидат прикажани вкупно 4 филмови на автори од соседните балкански земји. За впеток, во термините од 18 и 21 часот, се најавени проекции на бугарскиот филм Патики и турскиот Задридот. За истиот ден во рамки на програмата, за во 16 часот е планирана и филмска работилница под назив Основи на филмскиот јазик за почетници. Вториот ден од фестивалот в сабота од 12 часот за најмладите се најавува детско матине, на кое ќе биде прикажан анимиран филм. Во вечерните термини истиот ден гледачите ќе можат да ги видат романскиот филм Јапонско куче и грчкиот Илузија. Организатор на фестивалот на европскиот филм е независниот дистрибутер КТ Филм и Медија во соработка со Агенцијата за филм на Република Македонија. И за крај спортската информација. В четврток последно коло и доделување награди за најдобрите во училишната футсал лига. Женскиот фудбалски клуб Кочани организира бесплатен превоз за финалето од купот, што ќе се одигра во Скопје. Во текот на денот се одигра еден надпревар од училишната футсал лига. Никола Карев, Малина Попиванова 7:1, полувреме 3:0. Претходно беше одигран и за останатиот надпревар од предпоследното коло помеѓу Никола Карев и Раде Кратовче, кој заврши со резултат 3:2, полувреме 1:2 во полза на фудбалерите од Никола Карев. Двата надпревари од последното коло се на програмата в четврток. Во 10 часот и 30 минути ќе се сретнат екипите на Никола Карев и Свети Кирил и Методи. А веднаш по завршувањето на тој надпревар силите ќе ги одмерат Раде Кратовче и Крсте Петков Мисирков. За 12 часот на истата локација, спортска сала Никола Карев, е закажана церемонијата на доделување на пехарите за најдобро пласираните екипи, како и наградите за најдобрите поединци во лигата, најдобриот фудбалер и најдобриот голман. ЖФК Кочани в сабота организира бесплатен превоз за следење на финалето од женскиот фудбалски куп на Македонија, што ќе се игра на главното игралиште во комплексот на Фудбалската федерација на Македонија во населбата Аеродром во Скопје. Последна пречка на Кочанки до освојувањето на титулата во купот ќе биде екипата на Конзули од Битола. Автобусот ќе тргне од 11 часот од пред зградата на Основниот суд.
временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас.